Здраво друштво и добре дојдовте во нова епизода на Overtime with TJ. Доаѓа лето, уствари веќе дојдено, следуваат одмори, меѓутоа ова лето нема да биде како другите лета. Што е следно? Светското клупско првенство. Овој пат тотално нов изглед. Повеќе екипи, повеќе надпревари и да, повеќе драма. Денеска ќе ви објаснам како ќе изгледа новиот формат и кои се моите фаворити. И за титула и за изненадување. Ај малце да се вратиме. FIFA го организира светското клупско првенство од 2000 година. Идејата е јасна. Најдобрите екипи од сите континенти се борат за светската титула. Досега беше со 7 екипи. Кратко траеше и речиси секогаш освојуваше некоја европска екипа. До оваа година светското клупско првенство станува турнир со 32 екипи. Слично како светското фудбалско првенство со репрезентации. И ќе се игра секој 4 години, а не секоја година како до сега. Ајде да одиме со форматот. Формат 32 екипи, 8 групи по 4 тима. Од УЕФ, односно Европа, има 12 екипи. Од Јужна Америка 6 екипи. Од Северна и Централна Америка со Кариби има 4 тима. Од Африка 4 екипи, Азија 4 екипи и од Австралија и Океанија 1 екипа. Првите две од секоја група одат во елиминации. Вкупно 7 надпревари има за титула, ако стигнеш до самиот крај. Кога и каде? Првиот ваков турнир ќе се игра во Америка. Од 14 јуни до 13 јули. Цел месец фудбал. Ајде ги видиме групите. Група А, Палмирас, Порто, Ал Ахли и Интер Мајами. Група Б, Пари Сен-Жермен, Атлетико Мадрид, Ботафого и Сиетл. С група, Бајер Михен, Оукленд Сити, Бока Јуниорс и Бенфика. Група Д, Фламенго, Есперансе де Тунис, Челси и Лос Анджелес. Група Е, Ривел Плата, Урава Ред, Монтереј и Интер. Група Ф, Флуминезе, Борусија Дортмунд, Улсан и Мемелоди. Г група, Манчестер Сити, Уајдат Казабланка, Ал Айн и Јувентус. И група Х, Реал Мадрид, Ал Хилал, Пачука и Салцбург. Во секоја група има по некој изразит фаворит, меѓутоа во секоја група се можни изненадувања. И очекувам да има многу изненадувања. Кои се моите фаворити? Пари Сен-Жермен според букмекерите е фаворит број 1 за освојање на титулата. И нормално е тоа со оглед на тоа што пред само 1 месец ја освои титулата во Лигата на шампиони. Значи, се сложувам со тоа. ПСЖ и за мене е фаворит број 1. Но има уште неколку екипи кои се тука некаде со шансите. Манчестер Сити и Реал Мадрид. Фаворити од сенка, малце подлабока сенка, може да се Бајер Михен и Интер, финалистот во Лигата на шампиони. И сега, ќе кажете добро, сите екипи се од Европа овие, фаворити века. И нормално е дека се очекува екипите од Европа да доминираат. Но има неколку екипи кои што може да изненадат, што не се од Европа. Ал Хилал и Интер Мајами пред се. Интер Мајами игра на домашен терен. Го има Лионел Меси во своите редови и е меѓу тимовите за кои се смета дека можат да ги изненадат европските екипи. Тука би го додал и Фламенго. Бразилците со искуството и реално доста силниот состав можат да направат изненадување. И ќе има изненадување, веруете. Јас лично сакам да видам некоја екипа од Африка и од Азија како стигнуваат далеку во елиминациите. Усвари, тоа би било супер за фудбалот, генерално. Нема да биде ова класичен турнир. Ова ќе биде фудбалско лудило. Пишете во коментар кој е вашиот фаворит за освојување на турнирот. Ако ви се допадна видеото, притиснете subscribe на YouTube каналот BMG Network и бидете во тек со сите случувања и за светското клупско првенство, но и понатаму со други видеа. Едвај чекам. Сабота прв надпревар. Гледајте. Ај чао.